И денеска протестни маршеви на иницијативата за заедничка Македонија во повеќе од 30 градови ширум државата. Граѓаните кои протестираат барат јасно и недвосмислено отфрлање на тиранската платформа, како и зачувување на суверенитетот и унитарноста на Република Македонија. Протестните маршеви, како што најавуваат од граѓанската иницијатива, ќе траат се додека не бидат усвоени сите нивни барања. Поддршката од ден во ден расте. Значи, вечервава сум тука како Драган Најдановски, самостоен ликовен уметник, председател на ликовните уметници на Битола и уметнички директор на ликовната колонија Нижо Поле. Сум дојден да дадам поддршка на сите мои битолчани, сите мои македонци кои едногласно се го искажуваат својот револт или своето барање за единствен македонски јазик или јазик на кој сите македонци ќе зборуваме и ќе се разбираме. Избран сум како самоволно, како човек кој во битолската ликова уметност и македонската ликова уметност сум давал и давам многу придонес за збогатување на ликовното богатство. На некој начин се чувствувам како горд што сум тука со овој мој народ, со моите битолчани и со цела Македонија. И како што јас самиот се нареков ова вечер, се чувствувам како амбасадор на културата и на уметноста на градот Битола и на Република Македонија. Никола Татарчев, пензионер. Така, вие сте потомок на Татарчев? Потомак, да. Прадедо ми беше доктор Христо Татарчев, основател на ВМРО. 1893 година. Ја давате својата поддршка и вие за заедничка Македонија, која порака сакате да ја пренесете? Да. Првен да кажам малку што размислувам јас. Размислувам за еден абстракт. Што е овај абстракт? Абстракт тоа е кога младата интелигенција во 19 век одеше во Европа, европските земји, да види што е демократија. Оти тие само слушаја преку радија, преку писмо, во тоа време немаше ништо. И се насочија и се нафрлија многу на школувањето, на образованието. Покрај образованието тие видоја што е тоа демократија, што е тоа парламент, собрание и така натака. До тогаш бевме под османлиско робство и нормално дека тие собитија тука не се случуваја. Враќајќи се во својата татковина, тие почнаја да шират една пропаганда за осамосталување и за носење автономни своји закони, поготово за македонското население, за самостојна и автономна Македонија. Затоа што околу имаше влијание од различни, од други комши, мислам народи, и сакаја да се осамолува. И сега ми е мене чудно, кога тие пред 150 години се заангажираја и се бореа и многу жртви паднаја за самостојноста на Македонија, сега иде еден абстракт. Тој абстракт е овај сега што се случува во Македонија. Во тоа време татковината се ценеше многу. Во што? Затоа што сите комити што влегуваја во борба со четите своји, со начело со војводите и младата интелигенција, ако учествуваше, се заколнуваја. Се заколнуваја во Бога и во честа на татковината. А да се заколниш во чест на татковината, тоа е нешто многу големо, многу скапо. Ја давате својата поддршка на иницијативата за заедничка Македонија? Затоа сум и овде. Да живее Македонија.